денеска почнуваме со нова тема од нашите неформални разговори со мојот драг соговорник Саша Паповиќ. Денеска на тапет ќе ги ставиме така наречените невладени организации. Ја би додал и тоа длабоко владени и длабоко разузнавачки организации кои што работат за разузнавачката за интересите на поедини држави. Конкретно имате така наречени ќе ги споменам така наречени невладени организации, не како у јавноста што споменуваат невладени организации. Ги има во нашата во Република Македонија од повеќе земји се активни. Од Германија, Велика Британија, Франција, Соединените американски држави, од поголемите земји од западната хемисфера. Меѓутоа, денешна тема на нашиот разговор ќе биде и у актуелноста доста познатата организација која што доаѓа од Америка, тоа е USAID организацијата и низината пропаганда на секаде во светот, не само во нашата земја. Кои се корените на USAID организацијата? Па тука ќе споменеме, ќе начнеме друга тема поврзана со ова и други организации, за долар дипломатијата, за какви луѓе работат во таквите така наречени невладени организации, кои ги врбуваат тие луѓе во тие така наречени невладени организации и фондации. Јавноста знае дека некои невладени така наречени невладени организации се во исто време и фондации. Па разликата е само во финансиските примања. Фондациите, да речеме, имаат далеку поголеми примања, располага со поголем финансиски буџет за разлика од така наречените невладени организации. Така да многу да не должам, ќе почнеме разговор со Саша Паповиќ на темата USAID организацијата, која што е, мислам, од независноста на Република Македонија, ако не се лажам, активна во нашата земја и у соседството. Да. Значи, оно што ние го предпоставувавме и очекувавме, тоа е дека податоците за USAID ќе откријат една широка мрежа на уживачи, на приматели на таа помош во сите овие транзицијски општества, но не очекувавме да видиме дека меѓу финансираните субјекти има и такви гиганти на јавната мисла, на новинарството на Западот, како што се New York Times и BBC. Сега, за да се свати како тоа еден извоз на помош станало главно орудие на американската soft power, на американската мека моќ, мора да се вратиме во самите корени на англоамериканската мисла, на англоамериканската мисија и визија на новиот континент, во Северна Америка, и да сватиме во која мерка политичката антропологија на англоамериканецот е изразита спротивност на политичката антропологија и погледот на свет на сета лепеза на континентални народи од Ла-Манш до Пацификот. Значи, на нашиот човек, после децении и децении, економско, политичко, морално исцрпување, е многу тешко да му се објасни како тоа оно што ти помага, во суштина помошта ја има претворено во главно орудие на еден длабок продор во континентот, на начин како не успеале низ историјата цели оклопни армии. И Мајнштајн и Паулус би можеле само да му завидуваат на овој метод, на овој пристап со кој што помошта и оно што можеме да го значиме како филантропска срж на американскиот протестантизам, успева длабоко да навлезе таму каде што веќе ги спомнавне разните освојувачи, конквистадори, нели, никогаш не можеле да остварат подлабоко влијание. Англоамериканската помошта како начин на
влијание, ги има своите корени во самите основи на англоамериканскиот политички модел. Именно во 17-тиот век, кога настануваат тие први пуритански колонии од оние религиски дисиденти од Англија кои бегаат преку океанот, и тие во Бостон гледаат една врста нов Ерусалим и го нарекуваат во нивните проповеди тие пуритански свештеници, пуритански мисионери, the city on a hill, и мајќи ја предвид алегоријата на Ерусалим и проектирајќи ја во Бостон, градот кој што ќе се претвори во наредните неколку векови во една врста на центар на образованието, на културата и на сета таа мисија на манифест дестини, значи на политичката судбина на белиот англосаксонски протестант на северноамериканскиот континент. Сега, што значи конкретно оваа визија за Бостон како City on a Hill, град на гората, град на ридот, во еден слободен превод? Пуританството, како радикално протестанство, го нема аскетското, го нема мистичкото од православното и римокатоличкото искуство на христијанството. Напротив, тие се принудени во конкретни добротворни дејности да бараат некоја осмисленост на длабоката религиска борба. Немањето на манастири, немањето на еден длабок личен опит во кој што мислата конкретно ќе ја сведочиме со конкретен живот. Мора да се изрази овде преку цела мрежа на установи. Градење на универзитети, така Харвард е настанат, како исклучиво теолошко школа за идните свештенички кадри. Преку градење на болници, градење на сиропиталишта, на цела низа на установи со кои што се откупуваат самите, немајќи друг начин, немајќи, рековне, аскетизам и немајќи мистички увид во остварувањето во најдлабоките нивоа на битието. Како се развива сега оваа мисија? Во почетокот на 18-тиот век се јавуваат во се уште заедничкиот англосаксонски простор на Британија и Северна Америка, двајца автори, Cotton Mather, северноамерикански англосаксонски протестант, кој зборува за ова филантропија, практична филантропија, како начин за борба против гревот, против падот, против неморалот. Значи, се оди до крај во тоа откупување на грешноста. А од друга страна, Даниел Дефо, кај нас познат како автор на Гуливер, кој што е всушност еден од првите кој што идејата за проект, за практичен концепт кој што се реализира, ја става на хартија и ја лансира во тој англосаксонски културен круг. Споени едно со друго, филантропијата и проектот создава цел еден нов свет во кој што во цел сега 18, 19, 20 век најголемите бизнисмени ќе се ангажираат токму во создавање на сите тие фондации, што ги спомна, на сите конкретни проекти на помош, прво на територија на САД, потоа низ цел свет, реализирајќи ги токму овие најдлабоки пориви на протестантската мисла. Кој е првиот се човек кој што го инспирира? Никој друг до Бенџамин Франклин. Бенџамин Франклин е првиот ученик на Матher и на Даниел Дефо, кој што при самото создавање на Соединетите Американски држави ќе ги внесе во сршта, во темелот
на американската политичка мисија практичната филантропија, што значи за нив практичната филантропија е пандан на на ниберлунзите за германците, на Кирило-Методиевската мисија за словените или на римското наследство за латинските народи. Дали може да сватиме колку е длабоко ова во сршта на американската политичка антропологија? Нема човек, бизнисмен, ни цело постоење на САД. Например, од основачите на JP Morgan до Гейтс, до овој од Амазон, Безос, да не го ставил тоа филантропско преку фондација во практична реализација. Значи може да бараме преку разни Рокфелери, преку разни Хувери. Секој период имал еден таков човек, еден таков джин на финансиите, кој што добар дел од своите приходи ги усмерил во тој правец. Зошто е сега ова битно за нашава приказна? Наједноставен пример. Според податоците на ОЕЦД, најголем извозник на странска помош се Соединетите држави. Меѓутоа, на второ место е земјата која некако цело време се двоума дали да ја примат во ОЕЦД, иако економски полека станува шампион на економското светот, на Кина, и која во однос на извоз на економска помош, ама институционална, државна, не од приватни филантропи, е на второ место. Но, според истражувањата на истите тие ОЕЦД, Соединетите држави, по сега некои филантропски критериуми, значи потреба да се помогне поради конкретни филантропски мотиви, се високо на првото место. Кина од друга страна е на последното. Како е ова можно, овој абсурд? Можно е, затоа што кинеската култура го нема англосаксонскиот пуритански концепт. Ти размислуваат во рамки на хармонично меѓусебно дополнување, нели со тие нивни вековни партнери Кореја, Виетнам, исто како што филантропското не е во центарот и на европските земји на тој начин како што е во Америка. Па така немаме, например, германски JP Morgan или француски, дефинитивно не руски. Дали тоа значи дека овие земји, ама баш никому не му помогнале низ историјата. Му помагале, посебно на својот, на блискиот, на оној со кој што имале некој културно, историско, па дури етнички допир. Му помагале и преку крв, преку нешто е најскапо. Ама помагајќи, создавале сосем други методи кои што се природни за нивната форма на политичко делување. Никогаш Русија не можела да создаде прво еден метод на општество кое што би дало некој JP Morgan. Туку општество на добротвори кои што оставаат по себе одредени установи, одредени јавни градби, цркви, и кои што оставаат значи, фондови за помош на сиромашни, за таа меѓусебна помош, пак во рамките на таа хармоничност, на тоа дополнување. Ние имаме и овде на Балканот, например, задужбини, има посебно по православниве балкански земји кои што ги оставале луѓе кои што успеале во својата сфера, ама не со цел ова да биде некое нивно конкретно остварување во некое крајно религиско битие, туку едноставно да помогнат конкретно, често пати анонимно. Ние имаме толку, например, анонимни добротвори, ако читаме историја на наши научници, на наши успешни луѓе, поети, сликари, често пати анонимна рака помагала. Затоа што ова е сршта на нашата етика.
Сршта на нашата етика е токму евангелското, да не се истакнуваме во помошта, да не се истакнуваме во нашиот напор и во нашата саможртва. Донирање врз основа на искрени намери. Апсолутно. За разлика од англосаксонците кои што донираат со скриени намери. Каде што донираат затоа што филантропијата, како што напомнав, е основа на нивното постоење. Кај нив не постои нешто што би било во философско, мистичко, аскетска форма, некое повисоко остварување со ова. И тие на тој начин, преку таа широка мрежа, значи да се разбереме, од тоа имале корист луѓе, посебно во САД, значи од сите тие болници, од сите тие универзитети, ама сето тоа било во цел на ширење на оваа средина. Средината на белите англосаксонски протестанти. Сега, за да сватиме како ова конкретно политички се реализирало, треба да скокнеме пак неколку века и да дојдеме до моментот кога Америка веќе е светска сила, тој е 20 век, во оној мал меѓупериод, меѓу првиот империалист Теодор Рузвелт и првиот интервенционист во Европа Вудро Вилсон, па и протоглобалист, има еден председател, малку заборавен, Тафт, кој што во неговиот говор за латиноамериканската политика, значи, како што самите сакаат да ја дефинираат Латинска Америка, она мало парче земја во соседството кое никому не му пречи, значи, нивно игралиште, го употребува изразот доларска дипломатија. Сега, што значи доларска дипломатија? Ние, според него, ние американците, ќе ги искористиме сите методи на бизнисот, на широко отворениот пазар, откако претходно ќе ги срушат сите бариери во Латинска Америка, за да оствариме позиции кои ќе бидат основа за нашето натамошно присуство. Значи, то прво се гледа на Куба, каде што остваруваат, после отимањето на Куба од Шпанија, остваруваат апсолутна доминација на американскиот бизнис, апсолутна доминација во смисла да купуваат огромни земјишта, конкретно таму, а потоа овој пример го шират на Карибите, на другите земји, и го шират во Јужна Америка. Се обиделе да го прошират и во Азија, во Кина конкретно, користејќи ја политиката на државниот секретар за време на Рузвелт Хеј, кој што во немоќ уште недоволно силната Америка да се протистави на европските сили, измислува политика на отворена врата, значи на слободна трговија, каде сите ќе се надпреваруваат подеднакво, што е само една форма преку која и под маска на помош, на мисии протестантски, ќе продре сето можно влијание длабоко внатре и ќе ги потисне империјалните сили на Европа во момент кога Америка е се уште војно послаба од нив. Америка во тоа време не може ниту со една од европските држави да излезе кога би биле еден на еден. Но, ако прогласат отворена врата за сите, и ако навлезат внатре, прво со мисиите, со тој филантропски инстинкт кој што не го поседуваат другите. А што е суштината сега на филантропскиот инстинкт? Суштината е како да се освојат широките маси, како да ја прифатат Америка, тој град на гората, како нова месијанска надеж, како една земја спасител, која што носи нови вредности, која што носи нови надежи за обесправените. Како ова може да го видиме само... Оствари носи нова окупација. На крај. Ама тоа не било видливо во тој момент кога сосем други биле империалистите. Значи, на американската пацифичка флота, а ова е се што ќе го кажам наредба која трае до ден денес, повеќе од век. И се наредува да плови околу Ring of Fire, значи на Пацификот, низ на острови, вулкански, со земјотреси. Зошто?
Во моментот кога ќе се случи нешто, а голема е веројатно да се случи, земјотрес, ерупција на вулкан, мора први да дојдат на местото и реално да помогнат. Значи, овде не треба да се негира конкретниот момент на помош што постои. Паралелно со помошта, например да претпоставиме некој вулкан во Индонезија, тие на сите луѓе им делат символи на америчката soft power, на америчката културна хегемонија. Бейсбол, капчиња, маички, USA, палици, бейсбол. Едноставно, последно може да замисли на почетокот на 20. век, кога сето ова било непознато за огромни маси на човештвото, надвор од сад, сите овие символи биле символи на првиот маринец, што може да им го спасил животот. И им дал нешто такво. И Америка дефинитивно станува ветена земја, дефинитивно станува еден псевдорелигиозен концепт на едно секуларно спасение, на едно секуларно избавување на луѓето во еден хуманистички десакрализиран свет. И се до денес Америка ќе го гради овој мит на земја цивилизација, која ги надминува сите други и е посебна по тоа што се бори исклучиво за принципи. Доволно е да ја видиме ова идеалистичка школа на меѓународни односи, кој што почнува од Вилсон и кој што навистина се борат за идеали и принципи, за разлика од реалистите, тип на Кисинџер. Ама кои се тие идеали? Тие идеали почнуваат, например, со укинувањето на робството од страна на Британија и на САД во, значи, Британија прва половина на 19 век, САД со граѓанската војна и сега, тие си даваат себе си за право, тие што до вчера биле робовладетели, да им судат на другите, например на афричките кралства во тоа време независни, дека и тие требава да го укинат. И како настануваат колониите? Па така што во име на повисоки идеали, тие навлегуваат, ете Либерија, например, конкретно, што е тотално американски проект, да ги населат бившите робови во Африка насад. И Либерија од тогаш е една немирна земја, зашто америчките бивши робови се цело време во тензија со домородците. Две култури кои што не се поднесуваат. А на сличен начин Британија ја окупира пола Африка во борба против робовите. Значи, следејќи ги своите аболиционисти, кои што во тоа време тогаш, на политичкиот спектар дефинитивно биле некои радикално леви. Борци за права на луѓето, за еманципација, значи, дефинитивно, борба против робството било нешто кое што се идентификувало со прогрес. Но, каде е овде таа замка, која што и тогаш многу малку луѓе ја гледале? Во борбата против робството, тие создавале колективно робство, создавале колонии. После шпанско-америчката војна, има интересна дебата во американскиот јавен живот, под наслов дали Америка има морално право да има колонии, во смисла и самите бевне колонија, па сега дали ете Филипини, например, имаат право да бидат наша колонија, биле. Значи, до Филипини пола век се класична колонија на САД, со гувернер. И заклучокот е да, нели, поради повисоки цели. Мора да ги просветиме, мора да им доведеме цивилизација. Да ги ослободиме од шпанското робство. Апсолутно, од шпанското робство и од сите други предрасуди. Значи, ние сме повикани едноставно да воведеме виша форма на цивилизација, тоа е идеализам. Но, се таму до крајот на Втора светска војна, и тој голем триумф на САД, се уште сите овие форми на филантропија остануваат во еден, би рекол, приватен домен на сите тие добротвори, од J.P. Morgan, значи Хувер, па се до Рокфелер, па се до овие во наше доба, но 40-тите години се случува една постепена централизација на тие напори, кој што е условена од новите
стратешки потреби, а ќе има фатален домет, фатални последици за понатамошниот однос на САД со остатокот на светот, кој што денес го гледаме со USAID. Значи, во САД 45-та постојат неколку приватни радиостаници, кои што имаат, што би рекле ние, национална фреквенција и имитуваат на странски јазици, пропаганда. Владата тогаш носи нови правила, законски, со кои што создава еден монопол врз нив, и она што е традиција на Америка, на едно приватно предприемаштво, станува во тој момент канализиран напор на администрацијата во Вашингтон со цел да се предводи она што ќе биде во нивниот речник слободен свет во борба против нациите кои што ќе ги наречат captive nations, поробени нации, значи нациите на источниот блок. И тогаш настануваат Радио Слободна Европа, Радио Слобода, Радио Глас на Америка, цела една мрежа на пропагандни радиостаници кои што ги следат упатствата на Едвард Бернајс, внукот од сестра на Сигмунд Фройд, човек кој што многу вешто игра со самата содржина на пораката, со нејзината сликовна и текстуална форма, содржина, сведувајќи ја на она потребна, конечна форма, со која што се добива еден резултат, па макар тој бил и најбрутален, резултат кој што може да ја уништи човечката душа, од нас да ни создаде една потполно погрешна перцепција, но ќе не натера, например, да го купиме некој продукт. Ова силување на душата во основа успева прво во бизнис светот, а потоа превземено од политиката, да создаде цели генерации на луѓе кои што не само да не размислуваат како зовам политикони, значи како слободни членови на заедницата, кои што самостојно одлучуваат која ќе е нивната улога и во кој правец ќе се движат, туку како едни однапред програмирани полуавтомати кои што мора да го купат завршниот продукт. Дали се тоа цигари или политичка партија, со тек на време ќе стане само прашање од не толку големо значење. Еден друг мислител кој што во тоа време меѓу двете светски војни ќе се профилира на ова поле, Волтер Липман, кој што ќе напише конкретно дело пропаганда, ќе ја дефинира пропагандата како создавање на мнение, на мислење. Значи, овде имаме веќе отворено поле на реформатирање на човековата психа, софтверски речено, каде што човековата психа се померува од една точка, да ја наречеме на тоа класично гледање, на зон политиконот, на еден обичен човек кој што има конкретни интереси од екзистенцијални до некои колективни во заедницата, во едно мнение кое го создава некој друг. Колку е ова фатално за нашата епоха, сведочи самата игра со зборовите продукција на мнение. Или manufacture, тој употребува збор, на консентот, на согласноста. Како ова мануфактура, ова создавање, ова производство на согласноста на народите може да се лоцира во традицијата на европската мисла.
За древните, за Парменид, например, мнението е подредено на вистината. Мнението произлегува од вистината, вистина е една. И за Платон и Аристотел, мнението е еден од начините да се дојде до вистината, преку абстракција. Но не може да биде создадено, да биде мануфактурено, тоа ни е инхерентно. И дури и во 19-тиот век големиот социолог Габриел Тарт, например, кој што се буни, се спротиставува на тенденциите на позитивизација на мислата, на една потполна фактизација, зборува за мнението, за мненијата на луѓето, како основа на комуникацијата и извор на сознанието. Значи, мнението е и тоа како важно, суштински важно. И кога ние не го би го мануфактирале, би го произвеле, ние би произвеле апсолутно алтернативна реалност. Нешто што Липман одлично го сваќа и го става во основата на американскиот поход против остатокот на светот. Сите овие радиостаници, што ви спомнам, например, Радио Слобода, Radio Liberty, која што е наменета исклучиво за постсоветскиот простор во тоа време, има програми на сите јазици, од естонски до таџички, Слободна Европа за сојузниците на Советскиот сојуз и веќе класичните национални BBC, Гласот на Америка. Сите добиваат Deutsche Welle со тек на време, Радио Франс Интернационал, Радио Ватикан, сите добиваат задача за координирано менување на таа свест. Менување на свеста во смисла да се создаде една состојба во која не само што тој наводно слободен свет е единствен извор на вистината, кој што тука за железната завеса не само да е цензурирана, тука е забранета, туку тој слободен свет е повторно она што го спомнавме веќе со 19-тиот и почеток на 20-тиот век со американската мисија, главен извор од каде што ќе дојде спасението. Значи, не се сами тие способни, тие народи, древни народи, политички субјекти, веќе докажани, да извојуваат некој автономно решение, туку мора, веќе паразитски, да чекаат на едно решение кое што ќе дојде од слободниот свет. И тоа решение, преку разни паравојски, разни шумски браќа, нели, во Советскиот сојуз, крижари на Балканот, се праќани цели такви структури 50-тите години, да ги дестабилизираат овие општества, не со цел да создадат некоја автономна политичка структура, некој процес таков, туку во најголема мерка да внесат немир и да ги врзат луѓето за овие пропагандни извори кои што имаат за цел дисторзија на свеста. Таа дисторзија со тек на време, посебно по триумфот во студената војна, ќе оди дотаму да сега веќе една нормална перцепција за состојбата на поединецот, на народот во светот, за неговата екзистенција, ќе мора не објективно да се доживее, туку да се прави постојано повлекување и создавање на нови вредности, кои што не се автентични, народни, туку се вредности на победникот. Наједноставен пример. Теоријата на игри, кој што ќе ја развие фон Нојман, големиот пионер на кибернетиката, и ќе биде развиена во Ранд институтот, значи токму во тие исти институти и структури на Соединетите држави на американското општество, развива неколку игри, например позната е играта на ултиматум, каде што
земјостави, оно што го слушаме и во секојдневието, во медиумите, дека ќе ни дадат предлог земјостави. И дали овој предлог, оваа страна на која што е дадена, го прифаќа под кои услови. Заклучокот на менталниот експеримент на теоријата на игрите е дека кога е 50-50 се прифаќа. Но кога е, например, страната која што треба да прифати губитник, тогаш тој ултиматум е одбиен. Например, кога е 30:70. Но како сега да се убеди оваа страна, на која што се дава ултиматум, да прифати нешто што очигледно го губи? Например, во овој случај да прифати губење на идентитетот. Така што, ако идентитетот од главно прашање стане едно од прашањата покрај десетина евроатлантски, јас би ги рекол атлантски вредности, во кој што идентитетот кој што бил, например, ако не 100%, 80%, станал 10%. А други десетина посто станале разни врсти на толеранција кон разни групи, отвореност на пазарот, напредување во интеграциите. И кога идентитетот е само 10%, а други десетина посто ги земат сите овие, тогаш е многу лесно да се прифати било кој ултиматум и тоа со чувство дека не е се изгубено, дека не е апсолутен губитник и не е апсолутна капитулација, туку дека ете 50-50. Значи, губам идентитетот, ама добивам членство во престижна организација и пат кон уште една престижна организација Европска унија во случај. Ова размислување, овој начин на размислување, кој што е толку присутен во медиумите, значи постојано ние тоа го слушаме, ќе ни биде дадено, не знам, земји или остави, non-paper, ќе ни биде дадено овој морков, стап или морков, значи тоа е толку понижувачко, веќе на ниво на животни. Ќе ни биде дадено, не знам, ќе ни биде дадена шанса да ги продолжиме преговорите. Ова е се од репертуарот на Ранд, од репертуарот на тие ментални игри, на таа теорија на игри која што е развивана кибернетичко-бихевиористичка во 50-тите, 60-тите години, паралелно со кибернетиката и на полето на антропологијата и на политичката наука, посебно теориите на политички бихевиоризам, се со цел да се види на кој начин се менува ова сознание. И тука пак се враќаме сега на Липман, на мануфактурата на сознанието, на создавањето, тие фабрички го произведуваат, испаѓа, ова сознание, ова мнение, каде што сите овие институти, USAID, например, конкретно, се дури подоцна, тоа е late comer, што би рекле англосаксонците во 60-тите таму, кога веќе ќе се развијат овие бихевиористички теории, и навлегува во сите структури на општеството, ова е многу важно, во сите структури на општеството, следејќи ја прво оваа филантропска парадигма на американските пуританци, протестанти, и второ, следејќи го патот на модификација на сознанието преку претворање на активните субјекти во паразити. Како ова може да го видиме од конкретни примери, например, од Источна Европа. Доволно е да го земеме примерот на еден од најголемите филантропи на нашето доба, Џорџ Сорос. Малку е познато која е првата источноевропска мисија на Сорос. Значи, не е 90-та. Човекот продира во Социјалистичка република Романија под лошиот диктатор Чаушеску раните 80-ти години и создава печатница во која што прави, го препечатува билтенот на на владеачката и единствена комунистичка партија на Романија. Значи, во една Романија затворена со 3 сати струја, тој успева да создаде позиции, никакви независни вестници, никакви НГО. Само го препечатува, зашто? За да биде присутен во моментот на падот. Ова присутност е нужна. Ако ние, например, ја разгледаме структурата на американските мисии, протестантски мисии,
во 19 век, кога Америка немала друг начин за присуство во светот, често пати тие едноставно биле само присутни. Например, како тие освојуваат Источна Азија? Па, тие сваќаат дека Кина, се додека уште цврста сила, дека нема да им дозволи така да се размафтаат по целата империја. Тие ја наоѓаат она прва точка која што го спојува морето со копното. Тоа е Кореја. И Кореја за неколку децении ја преплавуваат со протестантски мисии, често пати само да бидат присутни. Значи, слично како Сорос, слично како раниот USAID, да бидат присутни на теренот, само за да можат да бидат идентификувани како првиот кој ќе помогне. При земјотрес, пожар, поплава, апсолутно неважно. Тука е маринецот, тука е мисионерот, тука е чиновникот на USAID. Кој е оној на кого ќе се потпреме, на врста родителски авторитет тоа е веќе, на кого ќе се потпреме во моментот кога ни треба помош. Историски, секоја цивилизација создала вакви луѓе. Значи, дали тоа биле свештеници, дали тоа биле некои јавни чиновници, дали биле некои мудреци. Посебно, ние да мислиме дека е на конфуцијанска традиција на Источна Азија нема цела лепеза на вакви автентични решенија, би било премногу егоистично од наша страна. Но оној момент кога таа цивилизација ќе закаже, па макар и за 10 години, а се јават овие што маринци, што дипломати, што мисионери, автоматски имаме навлегување на вирус. Вирус кој што организмот тогаш може да не го препознае, често пати не го припознавале и во Африка, и во Азија, и во Јужна Америка, во наше време во Источна Европа, преку примерот на Сорос во Романија на Чаушеску, и навлегувајќи да го разори сиот организам. Вакви примери има на стотици, значи нема земја која на подолг период не била дали колонизирана, дали претворена во второстепен субјект на меѓународната политика. Ете примерот со Кина, примерот со Иран во прва половина на 20 век. Да не зборуваме за Индија, да не зборуваме за Јужноамериканските републики, каде што секогаш имало вакви претходници на добронамерни филантропи, кои што постепено го нагризувале тој организам и создавале предпоставки за идни воени интервенции, кои што исто така се со хуманитарни цели, милосрдни ангели, нели? Затоа што по инакви интервенции да ни можат овие филантропи, овие милосрдни луѓе да ни донесат. Тоа е сршта на таа философска, би рекол, идеолошка позадина на оваа извоз на помош, зад кој што стои таа долар дипломатија, иако се разликуваат со децении, но каде што филантропската практика следи, произведува долар дипломатија. Долар дипломатијата произведува gunboat дипломаси, значи интервенционистичка дипломатија и конкретно boots on the ground, конкретна воена интервенција. Колку децении нас би не делеле од првите фондации, од првите така несебични помошти, до конкретната окупација, може само еден конкретен пример да видиме. Белгија, моменталниот центар на НАТО. Американците се заинтересирале баш во смисла на конкретна помош, на конкретни фондации за Белгија во време на германската окупација 1915. Хувер, познатиот Хувер, кој што ќе стане еден од символите на таа помош, еден од филантропите и идниот директор на FBI и семоќен газда на САД. Тој почетокот на војната го наоѓава во Англија и им помага на американците кои што се затечени во војната да си одат дома и одене сваќа дека тој како човек представник на една неутрална, силна држава, во тоа време уште се неутрални, може многу повеќе да даде. Оди во окупирана Белгија од германците и создава цела мрежа на организации кои што им помагаат на луѓето таму. Значи, Белгија е доведена во една ситуација да се бори за опстанок, до глад, и американците конкретно им помагаат. Ова е кога? 15-та, 16-та, 17-та.
Хајде сега да направиме еден fast forward, таму 60-тите, 70-тите, истата Белгија е центар на НАТО, центар на Европска унија, центар на еден бирократски Франкенштајн, чишто главен мозок, чишто шеф, се истите тие Соединените држави од кои што доаѓа Хувер. Се разбира, овде би можеле многу луѓе да не обвинат за злонамерност, како конкретната пожртвуваност на еден човек да се спасат огромен број цивили, тоа е несомнено, да ја поврземе со денешното претворање на една престолнина на една не многу голема европска држава во главен град на Западната алијанса. Но, ако го видиме модус операндито, тој не се разликува многу меѓу Белгија и Кореја. Меѓу двата крака на континенталната маса на Стариот свет. Значи, и во Белгија и во Кореја, и тоа во разлика од те два и неколку децении, ние имаме многу сличен пристап. Како што имаме и во Романија, а не е случајно Романија избрана, зошто? Во едно сведочење за патриотскиот магазин Завтра од Москва, пензиониран адмирал на советската флота, на легендарната петта ескадра која патролираше по Медитеранот во време на Советскиот сојуз, сведочи за еден амбивалентен однос на романската морнарица во однос на сојузничкиот Советски сојуз. Иако често пати биле предупредувани дека американски воени бродови одат во нивните пристаништа во Констанца, свесно ова го игнорирале, играјќи на некој инает кон Советскиот сојуз. Не можеме, а да не се запрашаме, дали Белгија на брегот на Атлантикот, Кореја на брегот на Пацификот, но и Романија на брегот на Црното море од онаа страна на натовска Турција, не одиграле многу слични улоги на врати, на модус операндито, на филантропските протоимпериалисти во продорот кон натрештоста. Затоа што во 80-тите години нема од каде да се продре, дефинитивно не преку Источна Германија. Сите други земји, Унгарија, Чешка се континентални, Чехословачка, и нема начин, дефинитивно не во самиот Советски сојуз, да се навлезе за железната завеза. Романија со сепак, колку толку независни од Чаушеску, колку и да е внатре диктатор, е единствен случај каде може ова да се направи. И сега, ако ја гледаме таа карта на Стариот свет, Белгија, Романија и Кореја имаат многу заедничко, затоа што тие се првите точки. Денес, ако видиме која улога има Романија, како главен форпост, главен плацдарм на операциите на НАТО на крајниот исток на Алијансата, не можеме да не се запрашаме. Па дали тоа не е некој нов Брисел на истокот? Исто како што Кореја не беше тоа во односот на Кина, па и денес Јужна Кореја дали не е тој форпост на почетокот на Источна Асија? Во однос на малку да се навратиме на USAID организацијава, отприлика USAID во низината пропаганда, пак ќе навратам, пропагандата е манипулација, ако ти спомна дека Ултра Липман од пропагандата се сформирала во мнение ке луѓево, за жал. Во незиниот пропаганден дискурс, зборам за USAID организацијата, кој отприлика луѓе ги таргетира за да ги придобие во целиот свет, вклучувајќи нашата земја, односно кои луѓе ги врбува, а да после тие луѓе станат еден вид биро зомби во нивен интерес. Вака, значи, самиот факт дека некој живее од помош и дека допуштил тој вирус да навлезе во неговиот организам, во неговата работна етика, е трагичен момент. Момент кога престанува да размислува на еден класичен начин на историската етичка вертикала, која што во христијанската цивилизација
е осведочена преку библиската максима да се заработува лебот преку потта на лицето свое, значи со труд, со честен труд, и се заработува на еден крајно паразитски начин, чекајќи да дојде од тој спасител, од тој артифициран извештачен месија, кој што ја пореметува севкупната перцепција во тој момент. Овој човек ја губи не само моќта да го спознава светот, значи она основно што сите како луѓе го имаме, туку ја губи креативноста, ја губи визијата и губи една реална можност за менување на светот. Светот како таков нам ни е даден да преку него да создадеме една нова визија и нешто подобро за нас и за едните генерации, но само преку работа. Преку работа се променува природата, се облагородува. Ако ја елиминираме работата, не можам да се сетам, еве и кај протестантите, например, Вебер тоа многу добро го сведочи, работата има централно место. Тоа е кај конфуцијанската етика. Нема една етика, една етичка вертикала, пак ќе повторам, која не се повикува на работата како на основа за благосостојба на човекот. Но оној момент кога ние со децении веќе се врзуваме на помош, ние играме токму на инфантилизација, паразитизација и инфантилизација на наредните генерации. Ова доведува сега до еден лом во политичката сфера и до создавање не само на негативна селекција, што би било најнормално во услов на рушење на етичката вертикала, туку ова доведува до една состојба на едно потполно пореметување на политеумата, збирот на политички партии, таа сфера на политички партии која делува по одредени преќутни правила, кои што ги прифаќаат сите, тоа се правила на политичките луѓе и на нивната меѓусебна битка, на нивниот меѓусебен надпревар во политичките идеи. За ова да го сватиме конкретно, може да правиме една споредба на актуелните водачи на неколку европски земји, за да видиме како за кратко време, историски неколку децени се многу кратко време, имаме пат од изборни харизматични политички лидери во луѓе кои што се благо речено елементарни непогоди. Не само во политичкиот јавниот живот, туку и преку нивните изјави, значи едноставно нема веќе пропаганда која може да ги представи како сериозни. Во Франција, од Де Гол па и Митеран до Макрон, кралот на берзите и казината, едва и да не делат 2 децении. Значи, имаме луѓе докажани во отпорот против окупацијата и докажани во упорната политичка борба и во упорното етаблирање на себе си и на кругот на соработници, како ефикасни политички кадри кои што нудат конкретни решенија. И сега одеднаш имаме човек кој што сета кариера ја стекнува како берзански шпекулант. Значи, незамисливо дури за Ширакова би било незамисливо не само за Де Гол. Незамисливо за севкупната претходна традиција на сите републики, монархии француски. Значи, еден човек кој го минува животот меѓу берзата и казиното и никако не може да биде замислен како било каква врста на политички човек, например, кој што седи да разговара во 4 очи со било кој стабилен државник. Мене ми е тешко да замислам разговор на Макрон, например, со Митеран. Значи, Митеран, кој што го дочекува падот на железната завеса и на крај завршува како вазал на Соединетите држави. Но сепак зрачи колку толку некоја сериозност и стабилност.
Втор пример би бил односот на Аденауер и Хелмут Кол, например, кон па и овој Геншер, иако ние немаме дефинитивно некои добри спомени од него, како шеф на германската дипломатија, на Лена Бербок. Значи, овие луѓе следат одредени политички традиции и мислења во германската политичка сфера. А денес имаме една жена која што ги лечи своите лични фрустрации, играјќи секој ден со мислата дали нема да настане Трета светска војна. Нешто што би било апсолутно незамисливо ако имаме предвид дека кризи во студената војна имаше многу повеќе од актуелната криза. Но никогаш немаше таков човек ни во американската, ни во германската, ни во било која друга дипломатија на таков наивен начин да пристапува кон многу помалку сериозни прашања, а камоли кон прашањето на нуклеарен автохолокауст. Ова сведочи дека посебно во периодот по падот на железната завеса, ама како резултат на присуството на американската помош веќе со претходни децении, се создадени кадри кои што можат да функционираат само како резултат на една негативна селекција која бара од нив конкретно спроведување на проекти, без никаков креативен пристап и оно што е многу поважно, без никакво повикување на автентичната политичка традиција. Например, Макрон, на која конкретна политичка традиција на Франција припаѓа? Дали им припаѓа на социјалисти, дали им припаѓа на конзервативци, на деголисти, на монархисти, републиканци? Човекот создава некоја сосем нова партија на радикални центристи, која не е ништо друго до апологија на берзанското дивење и на игрите без граници на неолиберализмот. Што е ова ако не едно апсолутно економизирање на политиката, нејзино деполитизирање, во кое економските показатели, економските игри без граници, берзанските показатели ќе бидат единствени, ќе биде единствен метод според кој што ќе се рамни политиката, според кој што ќе се оди кон одредени решенија, ад-хок решенија, без никаква теоретска позадина. Нешто што не постоело во модерната француска политика. Тие берзански информации се најчесто шпекулативни. Се подпират на шпекулација. Да. Тоа значи сакат политиката да ја подведат на шпекулација. Самото тоа што политиката е веќе оттргната од низината теоретска, идеолошка, философска позадина, ја прави ранлива. Ја прави ранлива на пропагандата, ја прави ранлива на ад-хок информативната војна. Значи, на оно што денес е познато како фейк ньюс, како спинување. Не можам да замислам, такви луѓе од тип на Дегол, на Митеран, да бидат ранливи на фейк ньюс, на било каква форма на секојдневен пропаганден напор. Значи, ова не е дури ни пропагандата од тип на Липман. Ова е една крајно соголена, крајно поедноставена пропаганда, во која што едно најобично спинување може да ја дестабилизира владата. Или да доведе до потполно преформатирање на политичките сили. Сега што имаме? Имаме ситуација во која нови политички сили настануваат и на десницата и на левицата, и Макрон упорно и натаму игра на берзанските показатели, на економската стабилност, за да го одложи неминовното, а тоа е транзиција кон една нова политизација. Затоа што не е можно долго време политичката сфера да биде деполитизирана. Тоа е неприродна состојба. Истото е во Германија со Аналена Бербок и затоа и сега се дојде до избори, затоа што имаме една ситуација во која што се инсистира на едно следење на меѓународната ситуација без потребна теоретска позадина, например, тие идеалистички школи, што ги спомнаме, реалистички школи, немаме конкретно повикување на било каков авторитет, освен едно фрустрирано, панично
застапување за акција, што во овој случај би значила тотално уништување на сите. Како сега ова можеме да го поврземе со било кој великан на германската политика, не само Аденауер, со Вили Брандт, например, со Хелмут Шмидт, со Колете пак, со било кој. Без оглед дали нивните ставови поаѓале од едно конзервативно зацврстување на веќе постоечкото или од едно лево прогресивно социјално предизвикување на таа постоечка структура со разни реформи, во сите овие случаи постоела некоја теоретска позадина и постоел конкретен електорат кој што има однос кон теоријата на препознавање на своите конкретни, но и долгорочни интереси, значи на препознавање на визијата. А визијата е овде многу значајна, зашто без можност за изградување на визија, ние не можеме да имаме еден целокупен човек кој што живее не само од минатото кон сегашноста, туку и за иднината. Во овие случаи ние имаме, например, може да се спомнат и други луѓе кои што дури политиката ја претворија во циркус, како што е најпознат за жал актуелниот председател на Украина. Имавне во Бугарија, например, Трифонов, Слави Трифонов, имавне во Србија цела една изборна листа која го имитираше Шоич, например. Во Хрватска имавне Тамбураш, во Словенија исто, значи, тоа е неверојатно колку кловнови влегува во политиката, сваќајќи дека ова е време на кловнови, ова е време на циркус и ова е време кога еден избезумен електорат, кој што никако веќе не може да се препознае себе си во било која конкретна структура, поради таа деполитизација, поради тоа разнебитување на политичката сфера, го прифаќа оно што е најзабавно. А ние знаеме и Римското царство, кога почна со лепи игри, и Марија Антоанета, кога нудеше колачи на место леп, колку беше часот и во едниот и во другиот случај, часот беше пред Бастилја. Овде имаме многу слични феномени. Да ова деполитизација и ова циркузантство се повеќе и повеќе ги носи сите тие визионери на маргините. И на маргините тие остануваат надвор од историјата, надвор од политичката сфера, надвор од политичкото, непрепознати од тој електорат кој што тогаш без тие природни водачи и самиот се повеќе се кловнизира, се циркусизира и добиваме политичари циркузанти, политичари пејачи, политичари жонглери, но не и јавни работници и она што Фридрих Велики, големиот крал на Прусија, ќе го каже, прв слуга на државата. Тешко е денес да се најде човек. Тој човек со мисија, човек посветен, човек на делото, кој што себе си ќе се посвети на служба на државата. Оно што рускиот мислител Иван Илин го нарекува како политиката, ја нарекува како една страшна служба. Страшна служба која што не може секој да ја носи. А овде таа страшна служба на служење на народот дозволила да биде предадена на едни вакви луѓе како резултат на таа децениска негативна селекција и отфрлање на се она што е позитивно, на се она што е храбро, доблесно и има барем минимум на водство во себе. Тоа е рушење на цели категории на политички луѓе. Денес е потполно срушен политичкиот водач. Еден голем француски, скоро почина политички мислител Жорж Биндел има цела една негова книга за политичкото лидерство и тоа како актуелна во наше доба, каде што вели дека политичкиот лидер, кој што ги има оние категории препознати уште од Платон до Макијавели во цела низа на брилијантни заповедници, водачи, инспиратори на масите, успева и во конкретната политичка партија да ги предизвика тие алтруистички чувства
претворајќи го членството во активни партиципанти во политиката. Сега, ако ние тие луѓе, природни водачи, ги фрлиме на маргините, ако сите оние стратези, сите оние мислители, сите пак тие луѓе на делото кои што живеат за тоа дело, и делото е на нив, а не тие самите, исто ги маргинализираме, ние сме маргинализирали цели групи и слоеви на политички класи во рамки на партиите и сме ги предале партиите на апсолутни антиталенти. Овие луѓе, родени водачи, родени стратези, родени мислители, родени теоретичари, родени инспиратори, не можејќи да се најдат во политиката, ќе се бараат, не знам, во бизнисот, ќе се бараат на милион други полиња, во спортот ќе се бараат, ама нема да се најдат во својот примарен интерес. И за тоа ќе страда севкупната заедница. Ова паразитирање, создавање на паразити, децениско создавање на паразити, е многу слично на она создавање, претворање на кинезите во зависници од опиум, како резултат на опиумските војни, што ја расслаби кинеската империја и создаде основа за интервенција на империалистичките сили. Денес, ова уништување на даровитите, природните водачи, природните теоретичари, природните мислители, исто создава едно болно тело, тело кое што ќе допушти било кој вирус после да се пробие. И ова е главниот проблем со сите тие филантропски експерименти, со сиот тој продор на долар дипломатијата и со сиот тој продор на пропагандните алатки и на конкретната помош, со кој што милион беззначени проекти се финансирани. Значи, пак велам, да не спориме дека и многу конкретно добро е помогнато. Ама тоа добро има донесено десетици пати повеќе зло, вклучувајќи го уништувањето на смислата на нашето постоење, носејќи апсолутна бесмисла. И на крајот на краиштата, ако и натаму се сомневаме, доволно е да ги видиме сите овие веќе наброени примери од Јужна Америка до Азија, до Кореја, до Белгија, до Романија, апсолутно најразлични земји од најразлични културни цивилизацијски бекграунди, потполно ист развој, ист модус операнди, кој што се завршува со конкретно воено присуство во Брисел, Букурешт и Сеул. Дали може тука да направиме нека категоризација на обичните луѓе? Вие направите тука една секција на политичките лидери, политичките глави во Европа и пошироко. Дали можеме тука нека категоризација да направиме на обичните луѓе? Како тука тие обични луѓе стануваат врбувани од големи организации како US, што ја споменав на почетокот, и зошто им служат на нивните интереси и како може да се заштитат од влијанието на такви фондации и така наречени невладени организации? Па не, тој што им служи не сака да се заштити, затоа што во тоа ја наоѓа својата смисла. Ја спомнала негативната селекција, значи луѓето кои што доброволно, тоа е интересно, например, американскиот империализам не ги принудува, луѓето сами се доброволно за да служат, и овие луѓе се свесни, длабоко се свесни за својата морална, за својата стручна немоќ на тоа поле. Но, едноставно, самиот овој систем на негативна селекција, кој што ги елиминира, оние кои што би можеле нив да ги спречат, ги става овие луѓе во состојба да бидат едноставно капетани на брод, а да не знаат да пливаат. Овие се луѓе апсолутно немоćни и несвесни прво за моментот, за просторот каде се наоѓаат, а и немоćни да направат било што. Било да се работи за потенцираниот USAID, било да се работи за сета мрежа на невладени организации. Ние имаме луѓе кои што се длабоко аполитични. Значи, ако ги земеме првите обиди за формирање на невладино општество во Источна Европа, тука се работи за разни правници, например, кои што се обидуваат да
се укине смртната казна, не знам, се борат за некои, например, хелсиншките групи по Источна Европа, Чекословачка, Угарија, Полска, после потпишувањето на Хелсиншката повелба 70-тите, се борат така за некои базични човекови права и тие се правозаштитници, една врста. И овие луѓе на самиот почеток не ни имаат желба, волја да делуваат политички. Тие ќе станат политички субјекти во еден момент кога самиот систем социјалистички во тоа време во Источна Европа ќе се осети загрозен не толку поради нивните внатрешни барања, туку поради комбинацијата на надворешни притисоци од Запад со овие внатрешни барања. Например, најинтересен случај на Чекословачка, каде што повелбата 77, која што е типична повелба, типична организација која што се бори исклучиво за остварување на одредени права во рамки на Хелсиншката повелба. До таа мерка маргинална, да на никој не му е на крај памет дека тие луѓе, Вацлав Хавел и слично, некој ќе дојдат на власт. Директна споредба, Валенса и Солидарност се јасно профилирана политичка, антикомунистичка организација која цела деценија, иако се нарекуваат синдикат, ја зема таа форма колку да ги мобилизираат работните маси, која 10 години води активна борба против Народна република Полска. И тие ја извојуваат таа борба со американска поддршка, што ќе се види од средбата на Буш со Валенса во моментот на падот на Народна република Полска. Но оно што е овде важно споредбата со Чекословачка, дека се до крајот овие луѓе од повелба 77 се апсолутно непознати и неактивни. Значи, нивната правна активност на заштита на човекови права останува апсолутно неефикасна. Например, Вацлав Хавел се до крајот на социјализмот работи разни физички работи, не успева дури ни собствената екзистенција да ја регулира, а камоли да игра некоја улога на активен опозиционер и само негова среќа да паѓа се вкупниот блок, да паѓа железната завеса и се катапултира во водите на високата политика. А инаку, од овие позиции на невладино општество никогаш не би успеале да го предизвикаат системот. Значи, политичка структура се предизвикува политички, не се предизвикува со една јалова кампања за човекови права, која што нема, ама баш никакво конкретно влијание на пошироки народни маси. Но, оној момент кога општеството влегува во таа транзиција, кога паѓа веќе тој еднопартиски штит, да го наречеме, тогаш овие кадри во голема мерка аполитични, во голема мерка, значи, кадри кои што ја применуваат таа тактика на конкретно повикување на правни, не на политички структури, одеднаш стануваат и тоа како значени посредници меѓу изворот на силата, а тој е сега преместено од Москва во Вашингтон, и конкретните народни маси. Стануваат една врста парасвештеници. Значи, пак не се тие толку политички значени, ама стануваат значени во смисла на толкување на војата на владетелот на широките народни маси, како во антички Египет некоја врста. И овде, ние сега можеме само да го поставиме ова прашање, како сега тие широки народни маси можат да се заштитат од ова парасвештеничко, од улогата која интелектуалецот ја има во однос на толкувањето на волјата на преку Атлантскиот газда кон народот. Наедноставно е пак во враќање кон теоријата, во враќање кон основата, кон богатството на теоретското знаење, кое што секоја цивилизација веќе го има изградено. Еден човек како Хавел, конкретно, никогаш не можеше да се повика на богатото искуство на чешката политика, например на предвоеното искуство со Масарик, со Чекословачката република или на искуството во рамките на Хабсбуршката монархија, чија што една од основачките земји беше Чешка, например.
и Бохемија, кралството Бохемија. И Хавел можеше цело време само да има негативен однос на критика кон веќе покојниот социјализам, а од друга страна упорно да инсистира на тамошно ширење на правата, значи повтор на правната категорија кон, например, кон Балканот, кон Југоисточна Европа, кон земјите кои се уште не ги прифатиле тие стандарди. Дали во сето ова има хамлетовски нешто труло? Има и тоа како? Не можеа, например, босанските срби или Срби Југославија, како сепак традиционално пријателски народ од чесите, да не се запрашаат која тоа традиција, струја, мислење ја застапува Хавел. Значи, дали застапува некое мислење на основачите на Чехословачката република, на историскиот сојузник од Втората светска војна, дали е можеби во традицијата на Дупчек, на дисидентот од Варшавскиот договор, или пак едноставно е еден истакнат, исфрлен член на тоа невладино општество, кој што зборува за себе си за мала група интелектуалци. Неговиот пат и заменат со реал политичарот Вацлав Клаус, само докажа во која мерка овие луѓе се на долги патеки немочни да го реализираат политичкото, кој е многу слабо кај нив. И било кога овие невладини организации, овие правозаштитници, овие борци за човекови права, било кога да застапат, да застапуваат одредени нивни позиции, одредени нивни позиции визави конкретни, например, етикачење на човекови права, конкретни проблематични ставови кон конкретни групи кои што според нив се загрозени, треба само да се запрашаме една работа. Дали во политичкото битие на тој конкретен народ, а политичкото битие се остварува пред се преку народот, а потоа преку другите групи, има барем минимум од борба за заштита на таа конкретна група. Наедноставно, социологијата разликува општествена група и парагрупа, псевдогрупа. Например, фан групата или не знам аудиториум некој еве денес на YouTube, на Instagram инфлуенсерите е парагрупа, имитација на група, за разлика од народот, класата, партијата, синдикатот, кои што сте изворни, автентични, природно создадени групи, историски групи. Оној момент кога еден правозаштитник се бори за една артифицијална група. А што е артифицијална група? Например, кога Република Хрватска, која што прашање колку жители има веќе сега, со еден масовен екзодус кон Европска унија, кон центрите на Европска унија, доаѓа на идеја да има не еден прајд во Загреб или во Сплит, туку да има недела, па месец на прајдот во некои мали градчиња. И сега реално е да се запрашаме, а колку има таква субкултура, например, во некоја Цриквеница. Значи, реално се запрашаме дали Цриквеница е Сан Франциско. И тогаш мора ова прашање да го доведеме до логичниот крај. Која група во Хрватската, јужнословенската, централноевропската, католичката традиција се борела за прајд во Цриквеница? Значи, било кој, леви, десни, крижари, партизани, социјалдемократи, синдикалисти, било кој. И има тука една интересна анегдота, една личност која што до некаде е поврзана и со нашата историја, внуката на Јосип Брос Тито, Александра Брос, режисерка од Загреб, повикана токму од тие организатори на Прајд да одржи говор како ги поддржува, затоа што ете, нели, и незиниот дедо секогаш бил за прогресивни идеи, и му одговара: би сакала да ви информирам дека во време на народно-ослободителната борба преку 150 ваши луѓе со такви, нели, склоности беа стрелани по директна наредба на мојот дедо, врховниот командант. Сега,
дали овде немаме директен судир баш на политичкото битие? А политичкото битие овде се персонализира со ликови кои што се внесени во песната, во митот, во легендата. Значи во битието, во архетипот. И едноставно конструирано малцинство кој што мора пошто пото да се заштити. Тоа е судирот на изворното, на манифестацијата на битието и на наметнатото, на симулакрумот. На немоќта на системот да произведе, сега пак се враќам на Липман, да произведе реално нешто, па мора да мануфактуризира, да создава согласност околу измисленото. Кога онаа теорија на играта ја вртиме, така што создаваме десетици и десетици нови содржини, кои што ни стануваат битни, па она што ни е битно од 70% станало 7%, и прифаќаме десетици нови содржини во ултиматумот, фактички капитулирајќи. Нашата капитулација била апсолутно ненужна, но ние сме ја прифатиле, затоа што сме ја замениле реалноста со симулакрум. Сме ја замениле со една шарена лажа, со приказна, која што ни била наметната токму од тие пропагандни центри. Тогаш, нам ни е многу тешко да се разбудиме сега од оваа лажна реалност, парареалност, која што е со децении создавана. Значи, митот за Америка прво. Еве, кај нас, например, имам вујче во Америка, тетка во Америка, Америка како земја, нели, каде што сите сништа се остваруваат. Америка на Вујко Сем. Вујко Сем, Анкл Сем, точно, па не е случајно. Значи, Вујко во Америка, па Вујко Сем. Америка која што носи слобода, која што носи вредности, носи америчкиот сон. И постепено Америка која што сега ги ослободува овие Captive Nations, ја руши железната завеса. Ich bin ein Berliner, ќе рече Кенеди пред Берлинскиот зид. Јас сам Сарајка, на карикатурален српски ќе одговори Мадлен Олбрайт во Сараево 90-тите, трудејќи се во Сараево сега да го премести Берлин, за денес Киев да стане тоа ново подрачје, каде што мора да се носат селебритите, за да го повторуваат Кенеди по кој знае кој пат. Симулакрумот, кој што се родил на брегот на Атлантикот, кој што се родил во Нормандија, со спуштањето на падобранците, со спуштањето на американските и англосаксонските воздушни сили, упорно е граден со децении, упорно е граден Западен Берлин, за да блештат тие реклами и да ги подсетуваат источните берлинци што има од другата страна на зидот. Упорно е граден Трст во југословенски случај, исклучиво поради истото, да стане една врста на виртуелен рај, вештачки рај за самоуправните југословени. И упорно е вложувано во сите тие пак преку тој појас евроазиски од Европската железна завеса па до Хонконг и Сингапур, во сите тие градови, држави, градови, трговски центри, само за да ги спротистават на широките континентални творби. И ова е една од главните причини зашто Соединетите држави толку преферираат едни мини трговски чуда, тие азиски тигри, например, или блискоисточни, Дубај, Катар. Единствена цел е, например, Катар треба да се спротистави на Иран, Хонконг и Сингапур на Кина, а рекуваме Западен Берлин на Источен, или воопшто, Скандинавија, например, Шведска, Финска, на Советскиот сојуз. Не е толку економското чудо, а тоа се гледа веќе со сегашниот застој на европската економија, колку што е една пропагандна цел на представување на овој материјален рај како реална алтернатива на тој леден пекол на Советскиот сојуз, во кој што
барем според представите на американските протагонисти, целиот Советски сојуз е гигантски гулаг, во кој што нам ни останува само да работиме на минус кој знае колку. И денес е интересно, например, меѓу многу и наши луѓе, Советскиот сојуз и денешните постсоветски земји натаму се идентификуваат единствено со овие негативни конотации. Што е тоа? Ако не е пак резултат на холивудската фабрика на лагите и на сиот тој спектар на еден колаж на псевдоинформации кои што довеле до цела низа на негативни стереотипи. Например, ако направиме една анализа на програмата на Радио Слобода во 60-тите, 70-тите, па таму гостуваат водечки интелектуалци од Источна Европа, таму гостува Солженицин, гостуваат водечки руски философи од емиграцијата, например, од Запад. И сите тие луѓе, Шмеман, например, водечкиот философ, православен теолог, и сите тие не име на крај памет да соработуваат со овој империјален центар против својата татковина. Но што се случува? Пропагандата ги користи нивните пораки за да создаде еден свој колаж. Ова ќе го свати Солженицин на крај со неговата позната максима: го нишаневне комунизмот, ја погодивне Русија. Значи, сиот нивни напор, за жал, останува само еден стратешки елемент во долгорочната намера на тој империјален центар во Вашингтон, или тој триаголник Вашингтон, Лондон, Брисел, да се поништи единствената алтернатива во тоа време, кога сите други големи сили се на колена, нели, Германија, Италија, Англија, Франција, останува само каков таков Советски сојуз, центарот на Варшавскиот пакт, на источниот блок, како што сами го нарекуваат во Вашингтон. Значи, сите пропагандни орудија, сите анализи, таму се зборува на Радио Слобода за литература, се зборува за руската класика, се зборува за музика. Тоа е толку софистицирана пропагандна машина, која што е многу тешко да се анализира, да се разлабочи, да се открие во сета нејзина длабочина и да се понуди еден контравирус, еден лек, така да кажам, еден кој што нас би не имунизирал во однос на нејзиното влијание, затоа што не може да се почувствува негативното. Вие дискутирате за Пушкин, например, вие дискутирате, не знам, за Рјепин. И каде има тука нешто негативно? Ама негативното е во тоа што постепено во книжевноста, во сликарството, ви се уметнуваат пораки кои што ќе ви родат сомнеш кон вашата околина, кон вашата средина и ќе ве направат потенцијален субверзивен елемент во својата земја. Значи, на крај да заклучиме за околу влијанието, инфилтрацијата на ваквите и слични организации како USAID во нашата земја пошироко на глобално поле. Дали ова значи дека тоа го спомнате политичкото битие, дали овие англосаксонски центри фактички сака да направат деконструкција на тоа политичко битие, преку тоа политичко битие, преку неговата деконструкција да направат од нивните членови бирозомбите, да ги наречам, луѓе кои што ги бранат нивните интереси, емита политични битија. Дали е тоа крајната цел? Тие не можат од нив да направат некои самостојни политички битија, тоа го видовме со Хавел примерот. Тоа, например, еве уште еден дисидент, само за крај можам да кажам, познатиот југословенски дисидент Михајло Михајлов. Една врста југословенски Хавел, кој што исто игра на сите тие идеи заштита за човекови права, за на крај да заклучи дека сепак судбината на Источна Европа е во некоја врста на иден брак на националното и социјалното или комунистичкото.
И тој во некои рани форми, во 90-тите на руските национал-патриотски сили, кои што ќе почнат да се повикуваат на советското наследство, го гледа за него тој фатален исход, во кој што политичкото ќе се врати со сета своја сила и ќе ги поништи сите придобивки на, според него, цивилизираното, нели, општество на цивилизираната заедница на заштита на човековите права. Истото може да го видиме од цела низа на руски дисиденти, од кои што многу се веќе и покојни, од тип на Политковская, например, од тип на Бродски, на Новодворская, на луѓе кои што го посветија својот живот токму на заштита на човековите права, за на крај пак да се случи со Путин тоа големо враќање на историјата, она што и Фукујама го посведочи. Враќањето на историјата е враќање на битието и е нокаут кон сите овие структури. Тоа го видовме со сегашнава криза во USAID, каде што враќањето на политичкото во Вашингтон едноставно нив ги стави во криза во која што не биле повеќе децении. Сега може да очекуваме само една состојба на враќање пред Втората светска војна, значи на приватизација, и тоа е она кој што ќе оди администрацијата на Трамп, на приватизација на јавната сфера и на повторно создавање на приватни филантропи, приватни магнати, медиумски во наше време, но кој што сета таа централизација ќе ја обесмислат и ќе ја свртат Америка во сосем друг правец, кон сосем други предизвици, а таа веќе реполитизирана Америка ќе ја роди политизацијата и во сите други земји. Благодарам на одговорот. Мислам дека ова е крајот на оваа епизода од нашите неформални разговори. До гледање.